Има сознание дека господине Димитров, таа оставка не била лага. Таа била заверена во Министерството за надворешни работи, стигнала до тој што била именуван оставка и после некој ве предомисла. И после се преправени веројатно таму архивските броеви за да може да се да се каже дека немало оставка. Но има време ќе се докаже тоа дали е точно или не. Господине Димитров, не е коректно да се збори за претходните. Тоа кажува за вашиот карактер. Долго време сте во функција, на функции, од политички камелеон, како што вика господинот Антонио, Викиликс функционер, најмалку треба да се збори за претходните кои што ве назначувале на одредени функции. Од 1996 година, како студент на генерација на правниот факултет, се вработив, тоа не е функција, соработник во Министерството за надворешни работи од 1996 година. Така ми почна кариерата. Секогаш сум служил на каузата на да ни ја биде Македонија. Во периодот кога бев во Хаг, чувствував дека имам важна кауза со пресудата, која заради лошата политика ние не можевме и не се снајдовме да ја искористиме, бидејќи пресудата не ја смени политичката реалност. Тоа е факт. Правна имаме пресуда која што не успеавме да ја искористиме за да ја смени политичката реалност поради погрешни политики. Јас решив да си ја напуштам својата професија бидејќи видов дека Македонија е овде, а дека тогашната влада дефинитивно си фаќа друг правец. Немав амбиции да се вклучам активно во политика. Ги добив кога ги слушнав прислушкуваните разговори. Мора да се научиме да служиме на цел, на кауза и на идеја. Не може да служиме на личност. Ден денес, за жал, партијата што има амбиција, овие 4 букви да ги носи и формално ги носи во своето име, не може сама со себе да расчисти дали ќе служи на каузата или ќе служи на лидерот. Дури и тогаш, кога лидерот го губи компасот.